Подпредседателе, мислам дека на се ова вие што го кажавте како дополнителен еден аргумент, секогаш кога ќе се судрат аргументите дали оваа влада добро ја менаџира економската криза сега, случајно пред неколку, па би кажал, неколку недели видов една фотографија која што мислам дека треба да представува одреден доказ во кој што понатамошна секоја дискусија и аргументација би била непотребна. Замислете, видов колона на возила кои што од Република Албанија влегуваат во Република Македонија за да точат гориво. Најверојатно така е и со другите гранични премини, бидејќи е факт дека ние во соседството имаме најевтина цена на гориво. Јас се сеќавам на една друга фотографија, која што за волја на вистината и вие имавте тогаш постирано на вашите социјални мрежи, каде што никогаш во живот не сум се чувствувал понижен заради тоа што живеам во оваа држава, а тога е кога на граничниот премин Табановце илјадници возила чекаа со часови да преминат во Република Србија да примат вакцина за да спасат живот на некој нивни близок. Тоа е, мислам дека, вака фотографски, илустративно, како некој се справувал со кризата која што ја имал. Од аспект на другиве работи, јас повторно ќе се вратам на лекарското уверение, заради тоа што сметам дека ова е тема за која што сериозно треба да се зема и да се зборува во јавноста. Мислам дека ако за некои други работи може да им се прогледа низ прсти, субјективно чувство, кога се работи за збројки, тука нема субјективизам. Или е така, или е онака. Мислам дека повторно тука треба веќе да разговараме за лекарско уверение, секој пат кога некој ќе излезе и сериозен, ќе брани и ќе дава аргументи дека СДСМ добро се справувала со кризата и ќе ви кажува дека нивната влада се справувала добро со некаква економска криза. Веќе тука мислам дека е црвениот аларм, не знам тоа како се вика во медицината, ќе ја прашам доктор Лозановска да ми помогне и секако потоа би го користел и во јавниот дискурс, затоа што ова е прашање кое што заслужува одговор. И само една додавка на она кое што го кажавте. Да, точно, тогаш најбруталниот подкуп на изборите, но и најбруталниот лоповлук кој што се случуваше, за кој што мислам дека такви епски размери зазема, за до ден денес се уште не можат одредени луѓе кои што се многу способни, поспособни него нивните претходници во нивните ресори, не може да го состават од крајот, заради тоа што уште еднаш ќе ја потсетам јавноста, тогаш оние кои што ја управуваа или ги управуваа економските ресори во државата, позаинтересирани беа за тоа да делат нутриционистички совети и да добиеме ревизорски извештај од Државниот завод за ревизија дека сите тие силни милиарди евра, 80% се уште не знае никој каде завршија тие пари, барем така мислеа дека не знае, и наместо да ни дава совети како ние треба да ги поминеме тие тешки времиња. Така да се доволен сум од одговорот и немам дополнително прашање. Ви благодарам.